Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Општинската изборна комисија денеска ги врачи уверенијата за нов градоначалник и нов состав на Советот на општина Прилеп. Во Прилепскиот театар се подготвуваат две нови представи. Октетот Прилеп ќе одржи целовечерен концерт на староградска музика. Времето денеска сончево и потопло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Општинската изборна комисија денеска ги додели уверенијата за избраниот градоначалник и 27 уверенија за советници во Советот на општина Прилеп. Свечениот чин се одржа во собраниската сала на општината. Со тоа практично по 10 денови од завршувањето на првиот круг на локални избори 2025 Прилеп добива нов состав на Советот и нов градоначалник. Ја користам приликава на ова прва средба со вас и примопредавањето формално со градоначалникот Борче Овчевски да му честитам за работата која што ја заврши во овие 4 години, да им честитам на сите градоначалници кои што досега работеа во интерес на Прилеп и се надевам без лажна скромност дека резултатите кои што следат во овие следни 4 години ќе бидат подобри за сите нас, за сите граѓани. Очекувајте многу работа во интерес на сите. Мораме да се искачиме над ситуацијата. Градоначалникот е биран од сите граѓани. Му благодарам за довербата на оние кои што гласаја. Да му посакам успешна и плодна работа во наредниот мандат. Започнатите проекти успешно да ги дозаврши, но во исто време и да биде обсипан од нови проекти, бидејќи Прилеп заслужува да зачекори по патот кон европските стандарди. И навистина со помош на владата имаме поле за развој, така да Прилеп ќе биде презентиран како една од најуспешните општини. Денес ги добивме решенијата за почеток со нашата работа во Советот на општина Прилеп. На сите советници, членови на Советот, им посакувам успешна и среќна работа. Да продолжиме да работиме како што досега работиме на своите професии и овдека честно и за сите граѓани на општина Прилеп. Во театарот Војдан Чернодрински во тек се пробите за представата Ловец во ршта по истоимениот роман на Џ.Д. Селинџер и воедно се подготвува представата Црнила од Коле Чашуле во режија на Дејан Пројковски. И двете представи се дел од годинешната програма за работа на театарот за 2025. Представата Ловец во ршта по истоимениот роман на Селинџер режисер е Мартин Кочовски, кој вели дека представата ќе представува еден вид кратка историја на подемот и падот на индивидуата од средината на минатиот век до денес, со субјективна визија за судбината на индивидуата во блиската иднина. Премиерата е планирана за декември. Представата Црнила од Коле Чашуле во режија на Дејан Пројковски. Играат Александар Степанулевски, Димитар Ѓорѓиевски, Илија Волчевски, Александар Тодески, Бобан Алексовски, Катерина Чакмаковска-Клинчевска, Сара Спирковска и Михајло Миленковски. В петок на 31 октомври во големата сала од Центарот за култура Марко Цепенков со почеток од 18 часот и 30 минути целовечерен концерт ќе одржи Октетот Прилеп. Гости се Сашо Башевски, Викторија Георгиевска, Дани Даниела.
Ќе биде убава вечер со староградска музика во која публиката ќе ужива. Октетот Прилеп постои повеќе од 30 години и работи во рамките на Центарот за култура Марко Цепенков. Со години ја негува староградската песна и учествува на многобројни фестивали низ Македонија. Досега има издадено неколку албуми. Две информации од полициската хроника. На 28 октомври во 13 часот и 10 минути во населбата Точила во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишија од слобода лицето ИБ, 40 годишен од Прилеп, затоа што кај него била пронајдена марихуана. По документирање на настанот, против него ќе следува соодветен поднесок. Истиот ден на 28 октомври во 11 часот и 21 минута во ОВР Прилеп, лицето ЈС, 57 годишен од Прилеп, пријавила дека од домот се оддалечил нејзиниот брат ТА, 59 годишен од Прилеп, кој имал здравствени проблеми. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Временска прогноза. Времето денеска утрово беше претежно ведро и студено, преку денот сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од јужен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Прилеп сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. Минималната температура се спушти до нулата, а максималната ќе достигне до 15 степени. Следува период на стабилно и суво време. Предпадне по одделни котлини ќе има услови за појава на магла или ниска облачност. Поради разведрувањето, утринската температура наместа ќе се спушти под нулата, а дневната ќе бележи тенденција на благ пораст. Временска прогноза. Слушате Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Октомври 2025 година.